Поречиси тригодишното министерување со здравството, Филипче допрва ќе ги оправа клиниките што не ги задоволуваат ниту основните стандарди за одржување на лична хигиена. За инфективна ќе се обезбеделе соларни панели, па и цел систем ќе бил енергетски ефикасен, ветува министерот, без да прецизира кога ќе започне набавката. Вели наскоро ќе се решил проблемот на пациентите што лежат во оваа клиника поради заразни заболувања, кои се снаоѓаат, кои како знае и умее, во обид да одржат хигиена, оти топла вода за капење нема. Ние направивме неколку состаноци и има план кој што ќе започне навистина скоро да се обезбедат панели со кои што ќе се обезбеди грејење на клиниката, како на водата во бањите, тоалетите, така и вода за грејење, и тоа е еден овој систем за енергетска ефикасност кој што сакаме да го имплементираме во повеќе болници, во повеќе здравствени домови, таму кај што навистина треба. Тоа е еден план кој што значи зајакнување на сите капацитети таму кај што е најкритично во овој момент, за да не ги оставиме пациентите без соодветни услови. Во меѓувреме, дел од пациентите топлат вода во гезвиња или во електричен апарат за каф, а некои носат и балунчиња за да се тушираат. За ваквата состојба виновна е претходната влада, обвинува Филипч, кој пред да седне во министерската фотелја му беше советник на неговиот претходник од ВМРО ДПМН, Никола Тодоров. За жал, таа клиника со години наназад е запоставувана од овој претходната влада на ВМРО ДПМН, ги оставиле и пациенти и клиниката без топла вода со години, и згоре на тоа дури не испланирале да влезе во тоа што требаше да биде клинички центар. Таа клиника секако ќе останеше на надвор. А додека функционерите и партиите си ја префрлаат топката за тоа кој и зашто е виновен, граѓаните се уште се лекуваат во здравствен систем кој го сочинуваат болници со субстандардни услови, па се молат да бидат здрави и да немаат потреба да тропнат наврата кај лекар.